Почитувани граѓани, почитувани медиуми, молкот на СДСМ во врска со нивниот генерален секретар Зечевиќ и неговото адвокатско друштво е доволна потврда дека немаат аргументи со кои што би се одбраниле. Над 1,8 милиони денари адвокатското друштво на генералниот секретар на СДСМ има инкасирано од само 3 општини со кои што раководеле кадрите на СДСМ. Граѓаните на градот Скопје, Скопјани, Пробишти и Неготино плаќале данок за да може градоначалниците од СДСМ да го платат сегашниот генерален секретар на СДСМ по основ на паушали за адвокатура. Молкот на СДСМ е доволен показател дека ги немаат аргументите, па дури кога ги немале аргументите, неаргументирано напаѓале, но сега, бидејќи се свесни дека нема со што да се одбранат за ова, молчат. Зечевиќ, по примерот на Калеска Ванчева, најисплатливо им било да бидат закачени на општински и јавни предпријатија преку паушали. Очигледно е дека најисплатливата професија во СДСМ е адвокатурата. Власта на СДСМ и луѓето во СДСМ единствено им е важна само за личен бенефит да се наместат на позициите. Не ни очекуваме да излезат во јавност и да дадат еден, ама само еден реален аргумент зошто најдобар избор за овие 3 општини бил генералниот секретар Миле Зечевиќ да биде адвокат, или пак зошто во претходните 5 институции кои што ги говоревме, идеално адвокатско друштво било друштвото на Калеска Ванчева. Тие веќе не ни имаат срам пред јавноста, после она се што виде јавноста изминативе години на кој начин се трошат буџетските, државните и народните пари. Благодарам, сега би сакал да одговорам на едно прашање пристигнато од еден национален медиум. Коментар во врска со писмото и оние конверзации кои што беа објавени вчера во текот на денот од обвинетиот, но и осуден во случајот Рекет. Уште при самото објавување и обелоденување на случајот Рекет, ние неколку пати, стотици пати можеби, потенциравме дека главните виновници за целиот случај Рекет, главните рекетари во Република Македонија, не се седнати во обвинителната клупа. Дека тоа не би можело да биде изорганизирано и направено и толку многу луѓе да бидат уценувани и рекетирани, доколку конците не ги држеле на Илинденска безброј, односно во владата. По сите оние писма кои што излегуваат во јавноста, кои што јавноста со згрозеност ги гледа што се правела владата и функционерите од владата. После сите оние конверзации кои што успеа јавноста да ги прочита и да ги види, јасно било и се уште е јасно дека главниот на целиот рекетарски октопод е Зоран Заев. Сега веќе јасно гледаме дека тој е човекот кој што примал бизнисмени и понатака што разговарале треба самиот да каже. Но не да и каже на јавноста, бидејќи јавноста веќе има впечаток и знае, туку да им каже на обвинителните, да седне во обвинителна клупа и да каже пред судот, затоа што таму му е местото за сето она што го правел. Сите сведочења од бизнисмени, сведочењата дека од страна на обвинетите дека парите треба да се бараат во Струмица кај семејството Заев и така натака, веќе излегуваат на виделина и се потврдуваат. Очигледно е дека спрегата помеѓу власта, бизнисмените, она кое што го правеле како власт СДСМ, Зоран Заев, па и Љупчо Николовски, било единствено со една намера, а тоа е да се здобијат со личен бенефит. Ова е впечаток и на јавноста, но и ова е за жал реалноста, дека ним власта единствено им служи за уцени, закани и рекетирање. И откако секогаш кога ќе излезат такви наводи, докази дека тие се вмешани во криминал, или молчат и ги нема, скриени се, или се обидуваат да дефокусираат. Но, бидејќи живи се фатени по стоти пат дека тие се главата на рекетот во Република Македонија и не одговараат, повторно сега ќе молчат и ќе се кријат. Уште еднаш да потенцирам, замешаноста на Зоран Заев, на Љупчо Николовски, подоцна Ден Дончев и сите други поврзани со рекетирање во Република Македонија, треба да седнат во обвинителни клупи
и треба таму да ја бараат и добијат правдата која што секако треба да ги задоволи граѓаните, бидејќи тие не биле избрани на тие позиции да рекетираат, туку на тие позиции биле избрани да работат во интерес на граѓаните. Но на крајот се виде дека изминатите 4-5 години се потрошени единствено на криминал, на корупција, на рекет, на уцени, на закани, а од сето тоа штета имаат само граѓаните и државата. Зошто? Затоа што Република Македонија назадува, стагнира и тоне на сите светски ранг листи за нормално функционирање на една држава како Република Македонија. Благодарам.